На оваа тема го продолжуваме и разговорот во студиото почитувани. Ќе зборуваме со нашата денешна гостинка Надица Илиевска, нутриционист. Надица, добар ден и добре дојдовте. Добар ден и добро ве најдов. Значи, она што имавме можност да го видиме досега, посебно со Прилепскиов прилог како сублимат, тоа сме ние. Помеѓу грашак и хамбургер, веројатно поголемиот дел го бираат бургерот. Тоа е во пракса точно и е многу интересно што кога веќе знаеме што е точно и како стојат работите, имаме голема прилика, ако сакаме, да се потрудиме, иако веќе не ни годи да се најдеме на дното на листата на деца од 6 до 9 години што најмалку конзумираат овошје, нешто и во пракса да направиме од сето ова кое што се зборува и се нуди. Ке се обидам да сублимирам сето она што беше кажано помалку. Ние мислам дека сме дојдени веќе до точка каде што точно знаеме што е здрава храна, каде што речиси секој од нас, па дури и најмалите деца во градинката знаат што е здраво, а што не е здраво, колку е исхраната важна за нашето здравје. Повозрасната популација е исто така свесна, меѓутоа можеби едукацијата за последиците од начинот на исхрана треба да ја спуштиме малку во однос на едуцирање на помладите генерации. Што се однесува до нашиот систем на едукација за здрава храна и на понуда, јас морам да кажам дека градинките остануваат единствено место каде што се едуцира за здрава храна, каде што всушност се работи и се двои поимот здрава и нездрава храна, ужинка, како што се нуди овошен оброк, како што се нуди она што сите забележуваа, кое што веќе во македонските домови се помалку го има, готвена храна. Единствено не можам да се сложам со терминот застарени менија, затоа што едноставно застарено мени не постои. Не можеме денес да кажеме дека грашокот е застарено мени. Ние можеме да го смениме начинот на кој што ќе го понудиме грашокот или боранијата најголемиот проблем кај малите деца, и кај повозрастните. Па и кај повозрастните, значи тука треба да се работи на едукацијата. После градинките, каде што веќе таму, затоа и велиме од 6 до 9 години, ситуацијата станува поалармантна од причина што во таа возраст многу тешко, без формирање на здрави навики, можеме да му објасниме на едно дете дека треба да го јаде тоа од проста причина што е здраво. Значи, тука веќе се јавува забрзан раст, психолошки промени, започнуваат и првите хормонски промени, да не речам бунтовноста и така натаму. Вториот проблем, според мене, е што не постоеше до пред 10 години. Почнавме да наградуваме со храна. Што значи дека храната стана еден вид на награда. Значи, се добива во наводници нездрава храна за петка, за добро поведение, значи се наградува со храната. Храната е нужна потреба од која зависи нашето здравје и не е награда. И не смее да биде награда. Но во ова време, во кое што сите некако живееме со поинакво темпо, многу побрзо темпо, родителите веројатно имаат и се помалку време да бидат дома, мајките во кујната, иако и татковците би требало да знаат да сготват нешто. Нели некако ви се чинили, не знам, можеби јас грешам, дека се помалку дома се готви, дека сите се повеќе јадеме нешто купено од надвор, а најчесто е тоа нездрава храна. Па всушност тоа беше... никој не оди да купи зелка манџа во продавница за храна, за готвени јадења. Туку се земаат пици, хамбургери. Да, значи ја разгледуваме и се ме чудоневидени од резултатите на студијата, но истата таа студија покажува неверојатно зголемен внес кај младата популација на компир и на шеќери. Затоа велам дека системски, кога веќе го знаеме кој е проблемот, прво треба да работиме на навиките. И знаете, честопати во пракса го имам тој проблем, кога родител ке се пожали
дека неговите деца не сакаат салата и не сакаат овошје. Чуму се нуди само на детето, зошто не се споделува ужината од овошје и од зеленчук заедно со целата фамилија. Впрочем, ние повозрастните генерации точно знаеме дека и во однос на работното време постоел еден заеднички оброк, доколку не можело тоа да биде ручекот, тоа била некоја рана вечера, тоа било конзумирање на овошје на целата фамилија. Значи, треба да размислуваме во правец како да ги потиснуваме навиките, системските навики, кои што ќе потиснуваат конзумирање и производство на храна која што не разболува, а ќе поттикнуваат потрошувачка на храна која што не одржува здрави. Затоа што, исто пример од пракса, ние сме растеретени, се работи за малите деца во градинките и раните училишни целодневни престои. Моето дете знам дека јаде манџа еднаш во текот на денот и добива овошје еднаш во текот на денот. Но Европската Унија после 5 години спроведување на овошен оброк школски и градинка виде дека всушност не се добиени саканите резултати. Зошто? Затоа што праксата недостасува. Едукација без пракса, без заедничко конзумирање, без заедничко припремање на храната, што во домот, што на местата каде што децата ја конзумираат храната. Ние се воодушевуваме во земјите каде што гледаме дека децата сами ја послужуваат храната и сами потоа ја собираат и гледаат колку е изедено, колку се фрла и така натаму. Може би тоа е вистинскиот пат. И едукацијата, но и праксата. Родителите треба да бидат подсетувани дека не може да очекуваат децата да го прават тоа што тие самите не го прават. И јас често велам, не може вие да уживате во Олимпијадата, беше сега брзо, да уживате во Олимпијадата со нездрава храна и да очекувате во исто време да понудите овошна ужина на детето и тоа да смета дека тоа треба да го изеде затоа што тоа е здраво. Поимот за здраво и за нездраво не може да се развие во таа мала возраст. Но кај нас недостасува и едукација понатаму следствено во образовниот систем. Многу малку се посветува храната. Второ, светот виде. Впрочем, најпознатите светски инфлуенсери, личности со кредибилитет влегоа во кујна. Се разви цела една гранка на гастрономски туризам. Навистина треба да работиме на тоа да спремањето на оброци се врати. И јас навистина долго време сум во јавниот простор и навистина секогаш не ја пропуштам приликата таму каде што треба да спремам лично храна, од тие причини да ја спремам, но нешто морам да признам дека не се сложувам дека најмањето време не води кон нездравата храна. Едноставно непланирањето и непосветеноста не води кон нездрави потрошувачки навики. Знаете, еден грашок и една боранија во експрес лонец се спремаат за 20 минути. Ме зачуди и ме замисли еден податок кој што го пронедов во ова истражување кое што патем речено беше објавено кога беше светскиот ден на дебелината. Вели само 25% од децата секојдневно јадат свежо овошје. Тоа не значи дека останатите 75% од децата не можат, нивните родители не можат да им приуштат свежо овошје или зеленчук. Тоа значи дека немаат навика да јадат овошје и зеленчук. Точно така. 70% конзумираат помалку од 200 грама, дури 91% под истата студија конзумираат помалку од 200 грама, 400 грама е препораката на Светската здравствена организација. Велам дека треба да се поттикнуваат навиките. Мислам дека воопшто не одзема време секое дете да оди на училиште со едно јаболко во својот ранец. Но има една австралиска студија
која што ми се виде многу интересна сега кога истражував по овој проблем. Инаку ние имавме многу сериозен проект УНИЦЕФ овде во Македонија, каде што многу точно се видоа проблемите на достапноста на брзата храна околу училиштата, на цените, на што треба, дури и рекламирањето на храната каде оди и до каде оди. И тука системски треба да се делува. Велам, ние, за жал, малку во пракса доцниме со некои работи. Меѓутоа, една австралиска студија разгледувала 100 деца, од кои што во обкружување од 15 деца, кои што воопшто не сакаат да конзумираат овошје, ставиле 5 деца кои што конзумирале овошје. За нецели 2 недели, 2 училишни недели, од тие 5 деца кои што секојдневно конзумирале со љубов овошје, останале само 2, што значи дека другите се приклучиле на групата. Но, правена е и обратна варијанта. Во група, каде што 15 деца конзумираат, тука не беше овошје, туку беше конкретно супа и зеленчук како прилог, помеѓу 15 деца кои што конзумираат и сакаат да конзумираат, се ставени 5 деца кои што не љубат да го конзумираат истото. За една недела сите пет почнале да конзумираат. Тоа ни кажува дека мораме да бидеме практични. Мораме системски да делуваме, односно едноставно да дозволиме и измеѓу себе интеракција, родител, дете, општество, поттикнување на она што треба да го правиме, соочување со последиците. Секој тинејџер треба веќе да биде запознаен дека дебелината е хронично заболување. Впрочем, и од рана возраст, мајките кои што мали деца имаат сколемена телесна тежина се поподложни на инфекции. Што значи дека треба да ги здружиме сите фактори. Ние заостануваме во фактот да го спроведеме во пракса она што ние го знаеме. Дел од луѓето со кои што, да речеме, деневе комуницирав на оваа тема, знаеа да кажат, абе види сега пролете и има се на пазар, ама цените се многу високи, не може секој да си дозволи, зашто лично не се согласувам и тргам од тоа дека вие постојано велите. Прво треба да се конзумира она овошје и зеленчук на кое што му е во тој момент периодот. Тоа сакав и да го кажам во однос на тоа кога се дискутира на тоа дали менијата, општествените менија се застарени или се незастарени. А ние не можеме да очекуваме и никогаш, ние генетски не сме приспособени на тоа да конзумираме вон сезонски намирници. Глобализацијата донесе нови намирници, донесе тоа да немаме сезона. Она што е сезонско кај нас е се уште достапно. И тоа треба ние да го издигнеме на пиедестал. Тоа треба ние да го воведеме како пракса во училиштата. Знаете, бобинки да, меѓутоа зимно време на наша територија бобинки не се конзумирале. Ете, да речеме, денес имаме и техники на смрзнување кои што може да го прават достапно. Но можеби понекогаш треба да играме весела математика. Јас тврдам и не еднаш на лице место во разговор со пациенти и со клиенти сум пресметувала дека здравата храна не е поскапа. Апсолутно не може да се изедначи цената, количината, па и квалитетот на она што го купуваме секојдневно на брзина, од она што е приготвено дома. Еден сендвич со здрави намирници. Може да дадам пример, има време. Слободно да. Значи, може да се направи дете во училиште да се прати. Значи, се ренда еден морков, се става една лажица урда, се стават зачини по вкус, ете за сензорните карактеристики, посебно оние зачини кои што може и ги сака детето. На тоа се додава едно варено јајце исецкано, се прави сендвичот, тоа чини 5 пати помалку од она што се купува во првата пекара или на било кое друго место.
На децата им е дозволено и да јадат малку благо. Може да се направи исто така и некоја блага мешавина, да се стави мед во некој намаз. Исто така, еве, например, урдата ја давам сега конкретно за пример, да се направи во домашни услови овошен јогурт. Овошниот јогурт во домашни услови е здрава намирница, за разлика од готовиот овошен јогурт. Тоа не одзема време. Апсолутно, но затоа и треба постојано да се зборува на оваа тема, затоа што ние треба од сите страни практично да нудиме решенија и да докажеме дека праќање на здрав оброк. Европските земји сами не дојдоа до оној факт како треба да се конзумира овошјето. Патем Италија најдобро се храни. Децата во Италија се смета дека во цела Европска Унија најдобро се хранат. А нивно национално јадење е пицата. Да, но таму е национален срам да не се конзумира фамилиарен ручек или вечера. Значи, која што е преполна со салати, десертите им се овошни. Се смета дека ситуацијата е резултат, во цела Европа е овој тренд. Од 2013 за 2% на Европска Унија се намалува процентот. Кај нас е тоа нешто повеќе рапидно. Единствено Италија, Грција, Бугарија, Романија, Португалија и Кипар го одат во нагорен тренд. И тоа ми беше многу интересен податок и секаде во овие земји е задржана традиционалната кујна со која што се гордеат. Секаде таа се уште се приготвува дома и секаде не се подлегнува толку на светските трендови на исхрана. Во овие земји кои што треба да учиме од нив. А ние ги имаме сите предуслови да бидеме први меѓу првите. Надица, многу убава завршница на разговорот, еве ова нека биде заклучокот дека доколку се придржуваме до традиционалната кујна и до традиционалните намирници, веројатно ќе се намали и општо дебелината не само кај децата. Ние сме нација која што има проблем Генерално имаме проблем. Со дебелината. Ми беше задоволство како и секогаш.